Tačno ke ja sakam, postaja svoja, Skopje kaže mi. Продолжува да се менува ликот на кисела вода. Прв пат досега се реконструира Христо Татарчев, краците 1, 7, 9 и 11. Се работи за обемен потек на речиси 3200 квадратни метри површина. Сообраќајници што никогаш досега не биле обновени, а таков зафат бил потребен уште пред децении. Градоначалничката на град Скопје Даниела Арсовска денес му додели признание и парична награда на Сердар Цветков од средното училиште на град Скопје Михајло Пупин, кој го освои првото место во Европа и петтото место во светот на глобалниот мост надпревар кој традиционално секоја година се одржува во Калифорнија, САД. Овој успех е уште една потврда за талентот на нашите средношколци и на квалитетот на наставниот кадар кој вложува за подигнување на дигиталната писменост кај младите во Скопје. Во конкуренција од над 130 надпреварувачи од повеќе од 80 земји на најголемиот глобален надпревар за дигитална писменост, нашите млади таленти покажаа дека Македонија има со што да се гордее. Учеството на македонскиот тим беше овозможено благодарение на Семос Едукација, со поддршка од град Скопје и Цртадрија. Горди сме што имавме можност да ги поддржиме нашите млади таленти на нивниот пат и активностите со кои обезбедија одлични резултати и светски успеси, се вели во соопштението на град Скопје. Јавното сообраќајно претпријатие Скопје известува дека по повод верскиот празник Успение на Пресвета Богородица, Голема Богородица, на ден 28 август 2024 година, среда, ќе се работи понеделен возен ред. Исклучок ќе бидат некои од линиите кои ќе работат по саботен возен ред. Жичарницата ќе функционира вообичаено, со работно време од 10 до 20 часот, при што од 19 до 19 часот и 30 минути е последното возење од долу кон врвот, а во 19 часот и 45 минути е последно возење од врвот, се вели во соопштението на јавното сообраќајно претпријатие. По тематскиот ликовен настан, кој се одржа минатиот викенд во кинотеката на Македонија, традиционалната манифестација Карпошово културно лето продолжи во ритамот на музиката. Така, изминатата ноќ беше место на кое можеше да се слушне извонредниот глас на младиот и талентиран пејач Јасмин Алиевски, кого публиката го запозна на познатото српско музичко шоу Звездите на Грант. Тој ги отпеа познатите македонски и балкански хитови, а пред присутните се представи и со неговите авторски песни. Пред многобројната публика, со бравурозна изведба на познати странски и македонски балади и евергрини, настапија и неприкосновените и прекрасни дами од аматерскиот женски хор Фрида од Македонија. Поведени од одличната атмосфера на бината, Карпошани во еден глас пеја заедно со енергичните вокалистки од женскиот хор, приредувајќи уште една вечер за паметење, велат од општината. Јубилејното 15-то Карпошово културно лето, со својот настап официјално ќе го затворат членовите на легендарна група Леб и Сол и тројцата добро познати оперски пејачи Трио Джентлмен. Скопјанец го снимал малолетниот внук како управува со камион на автопатот Велес, Скопје, а потоа снимките ги објавил на социјалните мрежи. Во мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата, во присуство на неговиот татко, бил извршен службен разговор со малолетник од село Сарај, Скопско и со неговиот чичко од Сарај. Мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата во координација со секторот за компјутерски криминал, инспектор по малолетници од ВР Гази Баба, а по претходна консултација со јавен обвинител за малолетници, ќе преземе мерки според Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и тоа: против лицето по член 317 став 14, против правното лице по член 317 став 12 и став 13 и против малолетникот по член 225 став 9. За настанот е известен и Центарот за социјални работи. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми разум тесни.